Добар ден, почитувани гледачи, и уште еднаш поздрав од Навак. Веќе насетувате. Зад мене е Porsche 911 со аеропакет, тој е овој црвениот. Зад мене е и Porsche GT3 RS. Машина која знае да истрпи многу малтретирање. За жал, немаме убави временски услови на патеката, но ќе видиме што ќе биде. Пред да ги видите нашите импресии од 4S повтор пат, бидејќи еднаш ја возевме во Грција на патеката од каде што имавме прилог. Сега ќе го возиме на Навак, но ви најавувам еден специјален гостин. Пред да го видите нашиот прилог од Навак, ве поканувам да ги видите новитетите од светот на четирите тркала. Добро дојдовте во нашето ново издание. Британската моторциклистичка легенда ја користи играта на зборовите и новиот мотор како повод за уште една, втора годинава најавена специјална серија која носи две изведби на монструозниот Rocket 3. Air Black и GT Triple Black се ограничени на по 1000 парчиња. Имено за моделите на изданието кажува све. Додека Rocket R3 е обоен целосно во црна боја, Triple Black има спектар на бои во 3 нијанси. Шемата на бои ја засенува 2,5-литарскиот мотор, најголем што се вградува во серијски моторцикл. На двата модели предниот калник е изработен од јагленородни влакна. Секој примерок ќе се испорачува со потврда за автентичност. Двата специјални модели ќе бидат пуштени во продажба во мај. Rocket 3 Air Black би требало да чини на европскиот пазар околу 24.000, додека GT Triple Black за 550 евра повеќе. Бордот на Volkswagen дозволи на гранката за комерцијални возила да развива истражување и развој на автономно возило. Покрај електрификацијата, ова ќе биде императив за иднината на мобилноста. Честа да ја понесе новата технологија ќе му припадне на ID Buzz, чија премиера е закажана за следната година. Развојот е базиран не само за да се електрифицира и конскиот були, туку и да се трансформира во револуционерно автономно возило. Поради тоа Volkswagen се подготвува за воведување на автономните системи во комерцијалните возила во употреба до 2025-та, а за оваа година најавено е првото тестирање во сообраќај на овој тип возила по патиштата низ Германија. Како дел од соработката помеѓу Ford Motor Company и Volkswagen, инвестирани се $1 милијарда во Argo All, компанија специјализирана во софтверски решенија за автономно возење. Volkswagen исто така ја внесе својата подружница за развој на автономно интелигентно возење. Покрај инвестицијата во Argo All, групацијата исто така планира да инвестира и во Car Software Organization, која независно развива асистирани и автоматизирани функции за возење до ниво 4 за секторот за приватна мобилност од сите брендови на групацијата Volkswagen.
Со представување на Ioniq 5, Hyundai го лансира целосно редизајнираното електрично возило. Првото возило од новата подмарка за електрични возила, кое беше стилски инспирирано од моделот Pony, представен во 1974 година, е значително поголемо од неговиот историски предок. Со вкупно 464 см, Ioniq 5 е приближно долг колку Tucson и има многу просторен флексибилен интериер. Базиран е на комплетно новата платформа eGMP, која треба да биде основа за многу електрични автомобили на групата Hyundai. Во Ioniq 5 има 4 различни конфигурации и тоа со батерија од 58 киловат-часови со заден или 72,6 киловат-часови со погон на сите тркала. Со малата батерија одат две различно силни моторизации со 170 и 235 конски сили. Големата батерија ги напојува посилните изведби со 217 коњи со погон на задните тркала и со 306 конски сили за верзијата со погон на сите тркала. Максималниот опсег, барем во официјалните податоци, достига 480 километри. Можно е брзо полнење од само 5 минути за дострел од 100 километри. Патем, Ioniq 5 може да влече приколка со вкупна тежина до 1600 килограми и има максимална брзина од 185 километри на час. И двата податоци се необично високи вредности за електричен автомобил. Една од најинтересните карактеристики на Ioniq 5 е лизгачката централна конзола, што може да ја користат и предните и задните патници. Задната клупа исто така може да се помести за да се добие поголем багажник. Напредно е решението на надворешните ретровизори базирани на камери кои целосно го елиминираат мртвиот агол. Воедно, Ioniq може да послужи и како извор на енергија за надворешни електрични уреди. Во духот на компанијата мајка можна е уште посилна N варијанта, но за тоа се уште не е одлучено. Првично се планираат уште два модели, именно спортскиот седан Ioniq 6 како директен дериват на концептниот автомобил Hyundai Prophecy и Ioniq 7 како големо спортско корисно возило. Основната изведба, која е патем речено максимално опремена, но задвижувана е со најслабиот мотор со 170 коњи и батерија од 58 киловат-часови, ке чини 41.900 евра во Германија, а лансирањето на пазарот е планирано за мај или јуни. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја, а сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил.
со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Досега мнозинството клиенти не ги ставаат на дневен ред, но индустријата се обврза. Електричните автомобили се иднината или барем важен дел од неа. А со цел да ги убедат клиентите да се префрлат, брендовите мобилизираат некои од најдобрите технички идеи за нивните електрични модели. Audi Q4 и Tron како основа ја користи платформата MEB, што се користи низ целата групација и затоа е близок роднина на Volkswagen ID4. Сега Audi го представува изгледот вешто камуфлиран само со налепници што привлекуваат внимание. Долг 459 см, широк 187 и висок 161 см, Q4 и Tron е прекрасно спортско корисно возило, но внатрешноста го прави да изгледа значително погоден. Типичната висока позиција на седење е совршена за градскиот сообраќај, а на задните седишта има уште многу простор, дури и ако предните седишта се туркаат далеку назад. Дизајнерскиот јазик, типичен за Audi, е ултрамодерен, со големи застаклени површини, остава впечаток на квалитет и технички е кул. Екраните кои може да се конфигурираат на повеќе начини се големи, тродимензионални информации, даваат и упатства за возење што се чини дека лебдат далеку пред автомобилот. Софистицираниот софтвер совршено го компензира движењата на автомобилот и гласовната контрола е апсолутно сигурна. Таквиот пристап овозможува пријатна атмосфера во возењето и голема помош за возачот. Со Q4 и Tron, Audi воведува и целосно нова генерација на управувачи кои имаат ергономска форма и футуристички изглед со 4 краци. Нетипично за Audi е значително ограничен избор на дополнителната опрема, а се чини дека ерата на слободни конфигурации во групата Volkswagen се приближува кон крајот. Како и да е, Q4 и Tron позитивно се издвојува од другите електрични автомобили, вклучувајќи ги оние од сопствената групација. Се уште не се дадени техничките спецификации и затоа може само да шпекулираме. Сепак ќе ги почекаме официјалните податоци кои ќе пристигнат во наредните месеци. Премиерата на двете перформансни изведби е во знакот на двојството. Седанот M3 изгледа покомпактен, компресиран и побрутален, додека M4 е елегантно пропорционален како купе. Секоја каросерија има две изведби. M3 има 480 коњи, додека M3 Competition е напумпана на 510 коњски сили и забрзува до 100 за 3,9 секунди. По истиот терк е постапено кај купето M4 без разлика во динамичките параметри. Уште еднаш до израз доаѓа дуалноста. Кај послабите верзии се вградува 6-степен мануелен менувач, додека кај надпреварувачките моторот е впарен со 8-степен M-Steptronic менувач со 3 модуси на работа.
Изведбите со пренос на сите тркала X-Drive со активен диференцијал се најавени за престојното лето. Од предната страна тешко дека може да ги разликувате M3 и M4. Контроверзниот вертикално нагласен двоен бубрек и фаровите се идентични, но разликата станува јасна во страничната и задната перспектива. Како модел со две врати, M4 е вистински наследник на оригиналниот M3, но тој порасна толку многу што лесно може да се види како духовен наследник на M635 CSI. Двете нови изведби се фокусирани на перформансите. Познатата мешавина со динамика, агилност и прецизност, кај двете изведби ги исполнуваат погодноста за секојдневна употребливост и способноста за трансформација на патека. Ова го овозможува адаптибилната суспензија со електронски контролирани амортизери и управувачот M-Servotronic со променлив сооднос при зголемување на брзината. Срцето на перформансниот тандем е 6-цилиндерскиот линиски мотор со M-Twin Power Turbo. Неговите два полначи му даваат карактер со мамутски 650 Нм. Тие ефективно да бидат пренесени на асфалтот, направени се специфични модификации на предната и задната оска, надгледувани од динамичката контрола на стабилноста, со вклучување на М-динамички режим и за прв пат интегриран диференцијал и контрола на влечење прилагодливи во 10 фази. Ова беа доволни податоци за оние што имаат бензин во вените. Сепак, овие автомобили ги купуваат оние што одлично заработуваат, па интериерот мора да биде изразено спортски, зачинет со луксузни материјали. Ергономски оптимизираниот кокпит, типичен за спортски автомобили, има дисплеи и контроли специфични за М-изведбите. Новоразвиените спортски карбонски седишта се превслечени со фина кожа. Кога возачот удобно ќе се смести, во очи му паѓаат две индивидуално поставени копчиња со исписот М на воланот, преку кои може индивидуално да се конфигурираат праговите на интервенција на системите за помош на возачот и на дисплеите во групата инструменти и на изборниот head-up дисплеј. Подесувањата за пат и спорт се достапни како стандард, додека дополнителниот режим трек за возење на патека е дел од опцијата M-Drive Professional за особено интензивно искуство на тркачка патека. Овој пакет вклучува мала ризница на електроника како M-Drift Analyzer, M-Lap Timer и M-Traction Control. За цивилната употреба понуден е значително проширен избор на системи за помош на возачот со активна улога или на кусо. Доволно е да се каже дека ова се производи на МГМБХ, домот на најбрзата буква на светот. Ја немаме почетната цена за нашиот пазар, но очекуваме да ја надмине границата од 100.000 евра. И еве не повторно на навак. Јас сум удобно сместен во мојата 911. Да, не е моја, но денеска ќе биде во служба кај мене. Но, имаме и еден гостин. Тој е познат спортиста и неговото име е Андреа Кулунџиќ. Добре дојде во Автомагазин. Чао, могу ја мало да се овде угреем. Гледам. Да, многу е ладно. Многу е хладно и пада киша, нажалост. Danas ćeš imati priliku da voziš po izuzetno teškim uslovima. Meni je jako žao zbog toga, ali prebaci auto u wet mod za početak, jer ovaj 992 već ima i tu opciju, tako da je ovde okreneš ovde, prebaciš na kišnu varijantu automobila. Да, требаш малце да ме подсетиш, бидејќи последното 911 го возев пред година и пол негде во Атина. Jeste da bilo. Да, било е прво. Андреа, ти си познат спортиста, ти си добро...
Добро, бивши. Еден од најуспешните автомобилисти во екс-Југославија. Беше активен учесник и во Порше купот, а денеска си во улога на амбасадор на брендот Порше. Tako je. Znači, moj taj deo karijere od 95. do 2000... Извини, дали може да почнем да возам? Ajde, možemo slobodno, da. Фала. Moj ceo deo taj karijere od 95. do 2000. godine kada sam vozio Porsche Super Coupe i bio test vozač Eurostima Formula 1, mi je ostavio nekako traga da sam ostao zaljubljen u Porsche. I ceo moj život je faktički bio Porsche i samim tim je i ovaj nastavak života koji se dešava sada samo nastavak svega toga. Zašto nastavak? Zato što sam ja već 4 godine Porscheov instruktor za ceo svet. Imam licencu da mogu da radim sve nivoje Porsche treninga. Radim za Porsche gde god mogu, ali evo sad u posljednjih nekoliko godina sam najviše ovde u Srbiji, pre svega zbog navaka, Mladena i svega ovoga što smo ovde napravili. Кажи ми, од каде е љубов баш кон Порше? Ти имаш бензин во крвта. Си возели Ферарија, Ламборгинија, Астон Мартин, што не? Зашто баш Порше? Ja volim kod Porsche jednu stvar što on prvo automobil napravi na stazi, pa ga onda prebaci u serijsku proizvodnju. Koji god Porsche da uzmeš, da li je to Panamera, Macan, Cayenne, možda ga voziš ovde na stazi i tekako dobro. Da, da. A obično svi rade automobile van staze, pa onda dođu na kraju da testiraju automobil na stazi. Meni je bitno da se auto dobro vozi, Да. a meni Porsche daje to. I zato ga volim. Ова е совршена машина која дозволува и почетници да ја возат. Ajde da kažemo ovako, da ti Porsche dosta tvojih grešaka može da popravi. Да ги прости грешки. Da ti oprosti greške. I onda ti daje zadovoljstvo u vožnji mnogo veće, zato što mnogo više možeš. Međutim, jako je tanka ta linija između onoga kada je sve u redu i onoga kada ništa nije u redu. Znači, ovo je koncept koji na papiru je najgori, a na stazi je najbolji. Kako, ne znam. Искрено, јас како возач не се чувствувам баш најубаво кога друг ме вози. Ja sam već navikao, kada sam polagao za sertifikat Porschea, osim tog, da kažemo, tih najviših nivoa koje sam dobio da radim, uspeo sam da dobijem i tu, da kažemo, taj excellence point za rad 1 na 1. Recimo, mnogi Porscheovi instruktori ne vole da rade 1 na 1 jer je mnogo opasno. Kao što vidiš danas ovakvi uslovi, kiša, brz automobil ili ovaj 4S ili GT3 RS ili bilo koji drugi. Međutim, ja to volim. Volim da radim s ljudima, volim da uđem direktno u tvoj mozak, u tvoju psihu, da vidim kako držiš ruke, da vidim kako napadaš krivinu, da vidim kako razmišljaš, da vidim kako koristiš put kao što ga sad recimo ne koristiš, nego idemo potpuno pogrešnom putanjem i samim tim ulazim u problem. Brza vožnja je jako sigurna i može da bude jako sigurna kada sve radimo onako kako treba. Šta to znači? Pa to znači da mora da poštuješ neke stvari, mora da poštuješ mnogo geometrije, mora da poštuješ uglove i na kraju krajeva prvu stvar trkačku ideš tamo gde te oči vode. Da, to znači da gledaš jako, jako daleko i da u glavi stvaraš svoju liniju kojom ćeš proći. Старо правило е дека се вози со поглед, не со раце, Tako нели? je, tako je. Андреј, јас и ти имавме една убава дружба на Нурбургринг со М5 и таму ми кажа неколку цаки кои ми дозволија да постигнам 8 минути 48 секунди. Да, имаше и инструктор возеше пред нас, Tako. бидејќи е извонредно тешка патеката и долга. Што би ме посоветувал во вакви услови на возење? Мислам дека имаме коректни гуми. Imamo Cube 2 gume, to je semi-slick, znači nisu za ovoliku količinu vode, može da se vozi, ali aquaplaning je problem sa ovakvim gumama, znači kada je puno vode na stazi. Prva stvar koju treba da znaš kada si na stazi i da voziš ovako brz jedan auto, ne koristiš iste putanje kao kada je to u pitanju suvo. Zašto? Zato što na svim tim delovima gde se nalazi guma, gde ima grip, kada padne kiša na to, to je klizavo. Što znači što ne treba ti migavac na stazi. To je dobro. Znači, Stara navika. Stara navika, to je kultura. Pokazat ću ti na posljednjoj krivini, znači vozi se dosta drugačije nego po suvom. Znači ne ide se tim najkraćim putanjama, ide se malo drugačijim putanjama. To je isto stvar koja se uči, u stvari ti faktički po stazi tražiš grip.
To znači budeš mnogo mira na gasu, sada ti auto recimo u wet modu, to znači da ti pedal od gasa nije tako agresivno kao u Sport Plus modu, amortizeri su ti malo mekši, volan ti je takođe malo mekši i sve ti je prilagođeno faktički setup ovakvim uslovima. A sad kad budemo došli do one posljednje parabolične krivine koje izlazi na ovaj pravac, ja ću ti pokazati oko tih, kako se zove, putanja. Jako bitnu stvar. Ako dobrate razvrat, treba široko da tako, gledaj sad ovde. Idemo sad, idi slobodno malo s polja, vidi. Znači idi ovde, idi s poljnom linijom. Dodaj malo gas, slobodno. Slobodno dodaj malo gas. Malo, malo. Vidiš kako, pusti malo gas. Vidiš, tražiš mu grip, pusti malo. Sad pustiš, sad uđi u ovaj deo ovde. Sad vidiš kako ovde nema gripa. Vidiš na volanu, kolika je razlika između ovog dela kada ideš s poljnom linijom i dela kada ideš tom, ajde da kažemo, linijom koja ide... Andrej, više sme na 210. Tako je. Koji se generalните problemi na brzото vozenje во сообраќај, на автопат? Патека, jasno je. Najbitnija stvar je da ono što mi kažemo kočiš, uđeš i kočicom ulaziš u krivinu. Znači to je najbitnije, da mi pravimo mehanički downforce na prednju osovinu, da tu težinu donesemo napred, znači na prednji deo automobila i da koristimo kroz ceo ulazak u krivini. Dok god mi pravimo taj mehanički downforce, dok god automobil, mi imamo volan, imamo slušno tamo i ako držiš malo pedalu od kočice, to ne valja. Ne valja. Kada pustiš blago. Probaj ćeš na sljedećoj krivini da kad zakočiš, polako popustiš kočicu i sa tom polako kočicom ulaziš u krivinu. I vidjet ćeš koliko će imati mnogo više gripa. Porsche 911 je извънредно балансиран автомобил. Што се случува при растеретување на задната осовина? Svaki taj moment kada ti zakočiš i pustiš kočnicu, faktički ti debalansiraš automobil, ti težina ti se ponovo vrati pozad i onda ne možeš da skreneš u krivinu. Zato mi moramo da ih pravimo da budu što su veći mogući. Ne znam da li skijaš, ali jako slično, prebacuješ težinu sa leve na desnu stranu, napred, nazad i u skijenju ti isto kažu idi napred, jel tako? Da bi napravio pritisak napred, da bi mogo da skreneš. I sve ќе го повторам ono što mi го kaže. Iako mora da budeš nežan sa gasom, znači nema naglih pokreta, posebno ne po kiši, ali nema ni po suvom. Znači moja, ajde da kažemo, filozofija je da kada gledaš nekoga ko vozi brzo sa strane, da to izgleda sve jako fluidno, jako nežno, jako agresivno samo na prilasku, a posle toga sve treba da bude strpljivo, rano na gasu i da se izlazi čisto iz krivine. Andrej, da li работиш со млади спортисти? Da li sakaš da produciraš kalibri kako tebe? Radim, kako da ne. Radim, ima dosta talentovane dece. Da li imaš neki projekt sa neki makedonski pilot? Ja vidim da u Makedoniji već ima nekoliko vozača koji jako dobro voze automobile i koji voze TCR. I Makedonija... Da, to je Iđe Stefanovski i Viktor Davidovski. I mislim da generalno ovaj region producira dobre vozače, mi imamo problem sa, opet i nije dobra putanja, ne gledaš, praviš krivinu mnogo oštrijom nego što jeste. Nama je problem što mi nemamo te budžete koje imaju ljudi u inostranstvu, da kažemo na zapadu, i jednostavno što po broju prodatih automobila ovo tržište nikada neće biti tako zanimljivo za automobilski sport kao što je recimo neka Nemačka, Francuska, Italija ili već neka druga tamo. Tako da jednostavno... Odnosno državi koji imaju proizvodstvo na automobili. Tako je. A drago mi je da dođem u Makedoniju i nadam se da ću doći i na kraju krajeva i Makedoncima dobrodošli su u Beogradu kao što si ti dobrodošao. Tu smo, imamo jako lepe ovde uslove za rad, jako sigurno možemo da radimo, maksimalne brzine su preko 200 km/h, što znači da... Znaš šta je glavna stvar? Ako ga mi dozvoli mene da krenem na okolo 210 na ovije uslovi sa neadekvatni gumi. Ovde dolazimo 245 kad je suvo na kočenje. Sa ovoj automobil ili sa RS-om? Sa RS-om 260. RS je malo brži samo. Wow. Andrej, što bi im preporučal na mladite? Pa preporučio bi se pre svega da se ne boje automobila, ali znanje je uvek dobro za kontrolu. Šta to znači? To znači da neke stvari kada naučiš kako treba, ti jednostavno mora da ih primeniš.
Nažalost, u Srbiji, vjerojatno tako u Makedoniji, u autoškoli te ne nauče osnovne stvari koje treba da te nauče za život. Се слагам со тебе во потполност. I onda je problem što si ti misliš da nešto znaš, a u stvari nisi ni svestan koliko ne znaš. Bez obzira kakav auto vozi, ja nisam od onih koji kažu, sada, ok, mlad je, ne može da vozi brzo auto. Može on da vozi sve, ali mora da nauči da vozi to. Nažalost, mi nemamo puno vremena danas i loši su nam uslovi, ali sljedeći put kad budeš došao ovde po suvom vremenu, bit će mi zadovoljstvo da ti pokažem mnoge stvari koje će ti u životu i takako trebati. Андреј, ти благодарам на понудата, секако дека ќе ја прифатам, а ќе ја прифатам и од името на гледачите, бидејќи ќе имаат што да научат од тебе. Ти благодарам многу за учеството во Автомагазин. Мене ми е искрено малце фрустрирачки што не можев нешто повеќе од тебе да украдам, ама времето не ни дозволи, метеоролошките услови. Има времена и ovo je jedno iskustvo novo da vidiš i sam kako sa nekim malim korekcijama možeš ovaj automobil i tekako lepo i sigurno da voziš. Uvek mora da budeš suptilan na gasu, da mu balans automobila okreneš kočnicom, da dobiješ pravac i onda laganim gasom da izlaziš napolje. Znači uvek kočnicom ulaziš u krivinu. Koji god auto da voziš, prednja vuča, zadnja vuča 4x4. Ali već izgledaš bolje, da znaš, evo ja te sada gledam, već izgledaš meni mnogo bolje nego na početku. Ето, за само 5 круга pustio si kočnicu. Jesi vidio sada kako auto je samo nije više radio ono što si teo? Така. Сега, ај уште еднаш ќе ја пробаме оваа кривина што ми ја спомна. Tako. Idi pravo, idi tamo, pravo, tako je. Ajmo, lagana kočnica, drži ga na kočnici, tako je. Ajmo, si prebrzo, nema veze, si se smirio. Vidiš kako on te vratio te u život. Да. Андреа, ти благодарам многу за времето што го одвои за мене и нашите гледачи. Ти посакувам многу успех и што побрзо повторно да се видиме. Tako je, hvala, dobrodošao. И ја не знам како ќе ми избркаш од колата. Ovo je već super, bravo. Може да си ја земам за Скопје, па ти да дојдеш да ја земеш. Da ti priča do tamo.